Ќе зборуваме за еден закон кој што е нов од оваа 2026 година и веќе се преминува кај нас, се однесува на сезонските работници, за кои сектори или сегменти станува збор, кои се засегнати и какви бенефити ќе донесе овој закон за многу од луѓето кои што сакаат дополнително да работат. Ќе зборуваме во следните минути. Инаку во моментов би рекла дека се спроведува проектот Подобри услови за вработување на сезонските работници во нашата земја, секако со поддршка би рекла на Германија преку Германското друштво за меѓународна соработка, потоа Центарот за истражување и креирање политики во соработка со Министерството за економија и труд и Агенцијата за вработување. Изминативе денови или изминатиот период се одржуваат информативни сесии во повеќе градови во нашата земја. Веќе вчера беше Струмица, за утре ќе најавиме Куманово, но и многу други работи во следниве минути ќе ги споделиме заедно со моите денешни гости. Ќе ги поздравам и ви ги представувам Александра Караевска-Димовска, која што е советник во Германското друштво за меѓународна соработка. Добро утро. И заедно со нас Кристијан Трајковски, кој што е проектен координатор во Центарот за истражување и креирање политики. Добро утро за двајцата. Па еве, можеби малку нејасно за многумина, а причината за вашето гостување е се со цел да го доближиме овој закон поблиску до што поголем број на луѓе. Па би прашала за старт од каде потребата за ваков закон и за каков закон всушност станува збор. Зашто изминатиот период на големо што се вели зборувате и информирате низ Македонија? Токму така, благодарам за прашањето. Навистина интересно да се започне токму од каде е целата потреба за сето ова, за овој закон, за развој на еден ваков систем. Значи станува збор за еден нов концепт во македонското трудово законодавство, бидејќи досега на сите ни е познато само вработувањето како стандарден начин на ангажирање работна сила, односно тој договор за вработување согласно законот за работни односи, меѓутоа се појави потреба со модернизирање на пазарот на трудот, со промените кои што се случуваат во економијата, во управувањето со човечки ресурси, со различниот начин на живот, но и на вршење на работните задачи, да се истражуваат и да се бараат некои нови концепти кои што ќе одговорат на потребите како на работодавачите, така и на оние лица кои што сакаат да бидат работно ангажирани. Во таа насока се направија низа истражувања, се земаа во предвид многу различни концепти, односно тие нови облици на работа, нови облици на вработување кои што постојат во земјите од Западна Европа, но и во регионот, земјите од регионот, за да се земат добри практики кои што можат да бидат инкорпорирани во нашето трудово законодавство и така што се размислуваше во насока да се најде еден модел кој што практично ќе овозможи посоодветно формализирање на неформалната економија, бидејќи станува збор за еден закон кој што ги опфаќа клучните сектори каде што имаме висок степен на непријавен труд. Што значи тоа? Висок степен на непријавен труд значи дека лицата кои што работат не се никако заштитени, ниту правно, ниту пак имаат соодветна информираност, ниту соодветна заштита, ниту пак можат да се изборат за своите права доколку се појави прекршување на она што е неформално договорено меѓу работодавачот и работникот. Потоа работодавачите функционираат во едни услови на водење бизнис каде што немаат нелојална конкуренција се јавува, бидејќи се работи во услови во кои што тие ангажираат на црно работна сила, да речеме, потоа имаат тешкотија да ја најдат. Честа пракса за жал во нашава земја, да? Токму така, во нашата земја е многу честа таа пракса, да речеме, во секторите на денос каде што има недостиг на работна сила исто така. Токму тие се некои причини кои што практично поттикнаа да се истражуваат овие нови модели, односно да се воведе овој концепт на работно ангажирање како нов концепт за да се овозможи токму тој момент на формализација на трудот, но и да се овозможи формално ангажирање на онаа работна сила која што веќе практично работи. Значи, тука имаме пензионери, студенти, ученици, вработени лица и така натаму кои што активно се вклучени дали како келнери за време на сезоната, дали како надничари во земјоделството во текот на сезоната. Значи, постојано ги гледаме тие луѓе дека работат, но имаше проблем досега да бидат формално пријавени, бидејќи требаше да загубат одредени права, пензионерот треба да ја стави пензијата во мирување и така натаму. Практично овој концепт им овозможи на
Значи, Кристијан, што се добива сега, еве? Например, пензионерите ќе имаат можност да работат, а да не ја изгубат пензијата, стипендистите ќе можат да работат, а да не ја изгубат стипендијата. Ајде малку во тој поглед, да речам по-пластични или народски да им презентираме на гледачите, кој секи има можност да го искористи доброто на овој закон. Токму така, значи интересно и кои сектори, извини, се засегнати? Так, со Законот за работно ангажирање на лица, кој што почна да се имплементира од почетокот на оваа година, паралелно за неговата соодветна имплементација се разви со поддршка на Германија и Германското друштво за меѓународна соработка, со кој Центарот за истражување и креање политики го спроведува овој проект, се разви информацијскиот систем, односно се надгради информацијскиот систем за работно ангажирање при Агенцијата за вработување, со цел да може соодветно да се примени овој закон во практиката и им се овозможи на работодавачите на еден едноставен начин, во неколку чекори со внес на неколку основни податоци, да извршат пријавата на работен ангажман и практично да влезат во рамки на формалната економија. Што се генерално придобивките од сето ова е што со новиот закон за работно ангажирање никој не ги губи своите права доколку работи. Значи, пензионерот кој што досега се плашел да биде пријавен или работодавачот не можел да го пријави бидејќи е пензионер и така натаму, сега може да биде работно ангажиран без да ја изгуби пензијата. Значи пензијата не мора да ја стави во мирување, туку може да си работи слободно, односно да биде ангажиран во дејностите кои што ги опфаќа овој закон. Истото важи за студентот, за невработеното лице, значи нема да ги изгуби правата кои што ги има стекнато по основ на невработеност. Студентот нема да ја загуби пензијата, ученикот нема да ги загуби правата што ги има стекнато со својот статус и така натаму. Што е со оние редовно вработени лица? Ќе можат и тие да работат дополнително? Така? Токму така, редовно вработените лица ќе можат да работат дополнително согласно Законот за работните односи, нели тој максимум на работни часови до 12 часа дневно да ги оствари или максимум 48 часа неделно. Значи ако е на половина работно време или на цело работно време, може тие дополнителни часови кои што му ги овозможува законот да ги доработува и на овој начин, односно да биде работно ангажиран без при тоа да нели нешто му се смени во неговиот статус. Сега ме прашавте нели кои дејности се опфатени, значи со Законот за работно ангажирање на лица опфатено е земјоделството, односно во самиот закон се наведени точно дејностите, односно точно видовите на работа за кои што едно лице може да биде ангажирано, да речеме за сеење, жнеење, подготовка на земјиште и така натаму, управување со машини, на пример трактор, комбајн и така натаму, оно се тоа што е потребно всушност во самото земјоделство, потоа тука е дејноста објекти за сместување и услужни дејности со храна, тука влегуваат значи ugostителските објекти како и хотелите, каде што се утврди дека имаат зголемана потреба на работна сила во текот на сезоната, значи станува збор за ангажирање бармени, келнери, собари и така натаму, значи сето она што е всушност од сезонски карактер, но и онаму каде што постои дефицит нели на работна сила. И секако тука е третиот сектор каде што е практично сето она сива зона која што досега беше, а тоа е услугите во домаќинството, односно се создаде можност и физичките лица да бидат работодавачи, не само фирмите, туку оние лица како нас кои што имаме нели секојдневна потреба од некакви услуги во домот. Значи станува збор за чување деца, чување стари лица, помош во домот, мали поправки во домот и така натаму. Да, апсолутно. Сето она што всушност ни треба, да. Јас ако сакам да ангажирам некој да ми го исчисти домот, јас ќе бидам работодавац во ситуацијата. Точно така. Значи новината е дека со системот кој што се надгради, односно системот за работно ангажирање, може и физичкото лице да се јави во својство на работодавач и да направи работен ангажман, односно да го пријави лицето кое што ќе го ангажира, да речеме, за неколку часа чување дете, чување старо лице, да речеме некоја мала поправка во домот и така натаму. Да. Интересно и доста корисно е сето ова што го зборуваме. Александра, вие сте нели дел од германското друштво кое што Германија како држава нели ја даде огромната поддршка за овој проект и за овој закон, па би сакала да знам и да ни објасните каква беше улогата на германското друштво и кои можеби меѓународни искуства беа применети. Дали овој закон во Германија функционира, како функционира, бидејќи споменавме дека убаво е кога добрите практики од другите земји ќе ги пренесеме и примениме тука кај нас. Па ајде малку околу улогата на германското друштво и Германија.
Да, како што споменавме веќе, Германија преку Германското друштво за меѓународна соработка во целост ја поддржува реформската агенда и го спроведува проектот подобрени услови, работни услови за сезонските работници во југоисточниот регион и вклучително по барање на нашата влада, секако дека влезе во спроведување на тој проект тука во државата. Како што Кристијан напомена, земени беа искуства од други меѓународни држави се со цел да се види постоењето на различни типови и различни модели на ваков вид ангажирање на лица со цел да се изготви новиот закон во согласност со нашите потреби, нашите законски услови и слично. Конкретно беа земени модели колку што бидејќи го спроведуваме подолго време проектот, 4-5 години наназад ми се чини, земени беа моделите во Хрватска и во Унгарија, кои што се малку на поинаков начин, така да работната група која што беше формирана тука кај нас отиде во малку поинаков концепт и сегменти, така и беше изготвен законот во целост каков што е сега во моментот. Во Србија беше првично спроведен законот и таму одлично функционира, би рекла, тоа е со фокус на земјоделството само, така да и од страна на работодавачите и на ангажираните лица е огромна благодарноста за воведување на овој закон, бидејќи им се олеснуваат и пристапот и начинот на обезбедување човечки ресурси и начинот на исплата на ангажираните лица, така да бенефитот го осеќаат и ангажираните, и работодавачите, и секако државата, бидејќи последните бројки кои што ги добивме од Србија, заклучно со 31.12.2025, укажуваат на над 108.000 работно ангажирани лица во тој период и сумите беа во илјадници евра кои што се влегуваат во буџетот. Проектот беше понуден и во другите земји во регионот. Можам да кажам дека нашата земја е еден чекор понапред и од Албанија и од Црна Гора, каде се уште се крчка. Ако не слушам, дури и од Србија, затоа што таму рековте дека е само земјоделие? Само за земјоделието е фокусот. Да, сектори. Да, кај нас се 4 сектори во моментот опфатени. И можам да кажам дека има од пазарот иницијативи за проширување на секторите, но за тоа потоа. Да, така да остануваме, мислам, и Германија и Германското друштво за меѓународна соработка останува тука со целата поддршка која што може да се даде со цел да се унапредат состојбите во нашата држава. Така е, да, сето ова започна со почетокот на 2026 година и веќе е во тек таа кампања Fair Engagement, која што е активна, да речам, овој период, па би сакала малку повеќе да ни споделите во кои се градови досега ја презентиравте. Вчера бевте во Струмица, веќе за утре можеме да најавиме за Куманово. Тоа се средби кои што се од отворен карактер, па ајде малку околу интересот кој што можеби досега го забележавте, како поминавте во останатите градови, во кои се градови бевте? Така, кампањата мораше и требаше да почне, мислам и дојде времето за да биде спроведена, за да може што поблиску и подобро да се објасни законот и тоа што законот го носи за оние кои што ќе бидат директни корисници на истиот, и со таа цел и настапуваме во повеќе градови, особено таму каде што точно знаеме дека има конкретна популација која што ќе биде заинтересирана за да може да добие увид во законот. Веќе некои 6 или 7 градови, мислам дека ги поминавме, почнавме од Тетово, бевме во Неготино, во Прилеп, Куманово, Струга, Охрид, и како што рековте вчера и во Струмица, а за утре е планирано побарање на директорката на средното училиште. Повторно Куманово, гледам така? Да, Куманово е значи побарање. Добре. Средношколците кои што се од областа на прехранбениот смер и на земјоделство, значи директорката
укажа на тоа дека има потреба директно да им се обратиме за да им го образложиме законот и можностите кои што може да ги имаат како потенцијални ангажирани лица. Интересот можам да кажам на сите инфоденови дека е добар, одличен. Значи има представници и од институциите кои што треба да го спроведуваат законот, кои што треба да им бидат од помош на потенцијалните корисници, има работодавачи, има и индивидуалци, да кажам, потенцијални работно ангажирани лица. Се отвараат убави дискусии, каде што сето она што е напишано и наведено во законот на терен не секогаш може да биде аплицирано така како што е, па така луѓето од теренот укажуваат кои се можните модификации кои што Министерството за економија и труд како носител на законот би можел веќе да ги усогласи или да ги прилагоди само за да може да им одговара во целост на граѓаните кои што навистина имаат потреба, особено туризам и угостителство, сезоната е почната, така да кај нив и потребата за ангажирани лица е на ниво високо. Да. Утре споменавме Куманово по нивно барање, во колку часот ви стартува средбата таму, еве можеби луѓето кои што се оттаму и не гледаат, ќе сакаат и ќе пројават интерес дополнително да дојдат? Еве Кристијан има директна комуникација нека. Во утрешната сесија во Средното училиште Киро Бурна се со почеток од 9 часот ќе имаме директно представување на самиот закон пред учениците кои што се засегнати бидејќи во училиште возможува пракса, односно практична работа за учениците кои што на овој начин сега може да бидат и формално ангажирани и практично да научат нели од мали нозе како треба и како вистински како функционира пазарот, да влезат во рамки на формалната економија, да може нели да им се олесни на самите работодавачи кои што ги вклучуваат во работните процеси да нели бидат дел. Така што навистина драго ни е што има интерес кај јавноста, како што спомена Александра, досега посетивме многу градови, навистина тука не застануваме, продолжуваме и понатаму со работа. Па сме веќе во организација дека треба да имаме уште неколку сесии во мај, бидејќи потоа нели почнува летната сезона, веќе се интензивираат работните процеси во земјоделството и во угостителството, така што некаде верувам дека мај, евентуално првата половина на јуни ќе имаме уште неколку сесии. Верувам дека би офатиле градови како Битола, Кочани, Берово и така натаму, значи градови кои што досега не сме биле. Како што спомена Александра, се трудиме да одбираме регионални центри по големи градови каде што луѓето практично ќе дојдат ќе слушнат, а тоа се претежно региони кои што се дали со земјоделски карактер, дали со изразито угостителски или туристички карактер кој што го има, да кажеме Охрид и Струга, имавме навистина интерес и од страна на угостителите, бидејќи да кажеме особено во регионот на Струга во текот на летната сезона исклучително многу свадби се прават, па постојано угостителите укажуваа на тоа дека секојдневно се прават свадби од почетокот на јуни и јули и дека има потребна токму нешто вакво има потребно во услови на недостиг на работна сила да можат во работните процеси да ги вклучат сите оние кои што сакаат да работат, што практично е и целта на самиот закон. Да, кои можеби сектори сметате дека ќе бидат најдоминантни или можеби веќе се во угостителството го напоменавте, но и земјоделието, ние сме нели таква земја, таква нација, но зашто сметате дека можеби ќе има најголем интерес? Како што Кои се вашите споменавте, туризам и угостителство, мислам дека тука интензивно имаат потреба и дека тоа допрва ќе се почувствува веројатно ефектот. Да, особено затоа што го имаме новиот модел дека повеќето граѓани заминуваат во Хрватска за да даваат таму услуги од таа област. А таму го законот рековте така? Во Хрватска или? Во Хрватска е поинаков модел, да, таму беше на ваучер систем, но нашите луѓе кои што идат не работат според тој модел, туку се како вработени, ми се чини. Добра. Но загубата, односно недостаток на луѓе кои што може да ги дадат тие услуги се појавува во туризам и угостителство, така да тоа што го напомена и присутните на инфосесиите дека зависат од средношколците, од студентите и од пензионерите кои што остануваат на територијата, па може да ги ангажираат под овој закон.
Земјоделството секако си има своји фази во обработка на земјиштето, така да тука повторно е од терен информацијата дека се заинтересирани за повеќе да научат за законот, истиот да го применуваат. Сега да, има побарувања, искрено да кажам, на инфосесиите и од други области, но тоа останува за понатаму да се разгледа и Министерството како институција да превземе и да види што навистина е возможно. Градежништвото е исто една од категориите кои што побаруваат. Така е. Сега, не знам дали Кристијан би можел на ова да одговори или да се надополните еден со друг. Доаѓаме до имплементација. Иначе имплементацијата веќе е присутна и верувам дека голем дел од овие сектори и луѓе веќе го имплементираат законот, но еве ако јас или некој од нашите гледачи сака да директно биде инволвиран во ова, што треба да направи? Каде треба да се обрати? Што треба да направи ако сакам да ангажирам некој или можеби ако некој ме ангажира? Така, значи досега доколку ако сме во улога на работодавач и во улога на работник. Така, доколку досега информацијата не е допрела до граѓаните, да кажеме преку инфосесиите, да речеме промотивните материјали кои што се изработени и така натаму, за оваа новина можат да се обратат на веб страницата на Агенцијата за вработување, значи avgov.mk. Таму во посебно квадратче на самата веб страница ќе забележат дека има еден дел посветен на фер ангажман. Таму се наведени практично сите најзначајни информации кои што се поврзани со самата реформа, односно со самиот закон и начинот на кој што можат да го користат овој закон и директно линкувано се упатува кон системот е-работа. Значи, оно што досега за правните лица, односно за работодавачите како фирми, е познато веќе, системот е-работа, но еве го доближуваме сега и до физичките лица, односно до сите нас како граѓани кои што можеме да се јавиме во улога на работодавач. Можеме, значи, преку веб страницата на Агенцијата за вработување детално да се информираме, но и со нашиот EID, кој што го имаме како корисничко име, кој што го користиме за, да речеме, вадење лични документи преку системот на единствена најава и така натаму, да се логираме на веб страницата на е-работа преку Агенцијата за вработување и практично во менито кое што е посветено за работно ангажирање да поднесеме пријава, односно со внес на единствен матичен број, бројот на личен документ и утврдување на висината на дневницата, денот на работен ангажман, смената во која што лицето ќе работи и така натаму, во неколку минути да го воспоставиме работниот ангажман. Значи нема потреба да одење на шалтер, не е лимитирано дали ќе се врши пријавата сега или подоцна, значи зависи од потребата, нема работно време на самиот информацијски систем, туку е направен согласно потребите на граѓаните. Практично преку е-работа во делот на работно ангажирање можеме да извршиме и преглед на досегашните работни ангажмани, да поднесеме нова пријава, но и од перспектива на работно ангажирано лице, што можам да јас да направам доколку некој ме ангажира, исто така да преку својот профил на Агенцијата за вработување можам да ги прегледам сите ангажмани каде сум бил вклучен, што значи тоа дека јас како работно ангажирано лице имам увид каде сум бил ангажиран, на колку часа, дали е платен трудот мој. Значи едно портфолио се прави целосно. Едно портфолио, така и практично со моја согласност како работно ангажирано лице можам да видам дел од регистарот, односно од евиденцијата на работно ангажирани лица, што е еден плюс за работодавачите, но и за работно ангажираните лица, бидејќи тој регистар може да послужи како точка на поврзување на пазарот на трудот, односно на поварувачката и понудата, бидејќи од самата листа на работно ангажирани лица кои што прифатиле да бидат дел од таа евиденција, јас како работодавач или како работно ангажирано лице можам да бидам дел од тој систем и може некој да ме контактира во иднина за да ги користи моите услуги и работно да ме ангажира. Дигитализација на максимално ниво, можеби нешто што мора така да функционира со овој дигитален свет веќе во кој што живееме и функционираме. На вашиот флаер вели пријава во 4 чекори, значи многу едноставно, но кога ќе ги земеме во предвид можеби категоријата од земјоделие или пензионери,
медиите станува збор за луѓе кои што можеби не се секојдневно во комуникација со овој дигитален свет. Дали има некакви предрасуди од нивна страна, дали се скептични затоа што нели кога ќе се спомене внесување на податоци, бидејќи велите единствен матичен број и така натака, некои работи кои што се нели лични, дали имате впечаток дека постои дека се скептични малку можеби или подисплашени она повозрасна категорија на луѓе или луѓето кои што споменав се нивната работна просторија или канцеларија е едноставно земјоделието или нивата каде што не секогаш и секој ден се во нели можност ова да го почувствуваат во живо. Така, досегашните искуства покажа, значи од контактот со директен контакт со граѓаните, со работодавачите од овие два сектори покажа дека угостителството, односно хотелиерите и угостителите се повеќе информирани за позапознаени или сами вршат вработување на лицата кои што веќе ги имаат, да вршат плаќања и така натаму, значи повеќе се дигитално едуцирани, можеби да ги вршат самостојно овие работи со некаква поддршка на своето сметководство. Додека земјоделците се малку поскептични, тоа е вистина, меѓутоа не толку дека нема да можат самостојно да ги извршуваат пријавите, значи не станува збор дека не знаат или не се доволно, нема доволно IT вештини за да го завршат целиот процес. Туку работат со категорија на граѓани кои треба малку повеќе да се работи, да се подигне свеста, бидејќи се соочуваат се уште со лица кои што треба да ги ангажираат, а се плашат дека ќе ги загубат своите права. Значи тука е малку поранлива категоријата на граѓани кои што е работно ангажирана, така што активно се работи на подигнување на свеста кај сите дека всушност доколку бидат работно ангажирани на овој начин нема ништо да загубат. И тоа е она што го испраќаме како порака и во рамки на самите сесии дека и ние како граѓани, но и земјоделците како работодавачи кога ќе се јават во таа улога дека треба да ги едуцираат практично оние лица кои што ги ангажираат за потребата да влезат сите нели во рамки на една формална економија и да работат заштитено. Да. Александра, кои се вашите досегашни впечатоци од терен? Што би споделиле? Од терен, како што спомнав и пред малку, дискусии се отвараат, навистина се отвараат и прашања кои може би треба од поинаков аспект да ги разгледаме. Драго ми е дека Министерството за економија и труд е секогаш со нас, значи не придружува на инфосесиите и во целост ги прифаќаат сите сугестии кои што доаѓаат од терен со целосна поддршка дека директно и ќе влијаат на модификување на таквите работи за да може законот навистина да биде исправен и да биде во функција во целост. Драго ми е дека има присутни на самите инфосесии, дека имаат познавање за законот. Се трудиме и работиме на дело да ги разбиеме дилемите и отпорноста кон прифаќање на нови. А и тоа е некако очекувано кога имаме нови работи, кога нешто не ни е познато, кога излегуваме од комфортна зона, до некаде и логично е да има таков мал отпор, но кога ќе се дадат во овие позитивни примери и како се тоа може да функционира, мислам дека полека ќе се менуваат. Да, институциите, мислам и колегите кои се присутни од Државниот инспекторат и од Пензискиот фонд и од АВРМ се со целосна поддршка на законот и се дури спремни, подготвени се и им даваат директна поддршка и на потенцијалните работодавачи или на работно ангажираните, се со цел да се насочат сите за точно и правилно да го користат законот. Искрено се надевам дека ќе се разработи законот и дека ќе почне повеќе да се применува. Имаме веќе неколку успешно пријавени ангажирани лица и мислам дека процесот ќе го повторат, така да му дадеме шанса на законот и да се унапредиме како држава и во овој дел. Да, Кристијан, дали и вашите очекувања се слични како и на Александра? Да, апсолутно. Значи станува збор за една комплетно нова легислатива, комплетно нов концепт кој што навистина треба малку време за да се доближи до граѓаните, треба време да се едуцираат, да го прифатат системот. Драго ми е што кажа и Александра дека на овие информативни сесии покрај представници од граѓаните, работодавачите, бизнис секторот, учествуваат и подрачните единици на јавните институции.
бидејќи нас целта ни е преку овие информативни сесии да информираме, да едуцираме, но и да изградиме довербата кај граѓаните за работата на јавните институции, бидејќи тоа е многу важно, зашто мислам дека малку тоа е многу важен момент во спроведување на секоја реформа, бидејќи таа доверба навистина значи дека некој ќе одлучи да реши да верува во системот и тоа е она што навистина е потребно се чини, бидејќи таа градење на доверба дека ете државата веќе одлучила преку оваа реформа да воспостави една нова рамка во која што ќе се овозможи фер работење и дека ќе се овозможи фер ангажман за сите, така што верувам дека во наредниот период навистина само ќе се зголемува интересот, ќе се зголемува користењето на платформата, станува, повторно ќе речам, заедно сосема ново решение кое што се уште не е познато, се уште луѓето имаат дилеми, токму затоа си овие сесии. Постојано имаме прашања, некогаш прашањата е поедноставни, некогаш се покомплексни, бидејќи луѓето секогаш се обидуваат да ги направат сите сценарија да ги земат во предвид, така што одговор на сите прашања секогаш има, бидејќи учествуваат јавните институции во процесот, така што со соодветно информирање мислам дека навистина ќе стигнеме до успех и ќе го пополниме оној вакуум кој што досега постоеше во економијата, да речеме, дали ние како физички лица, дали како работодавачи мораше досега да речеме да имаме неформално ангажирани лица, што верувам дека во иднина нема да биде случај. И мотото е фер ангажман, извинете, мислам, фер е пристапот, фер е ангажманот, фер е законот. Да биде фер за сите, еднакви услови за сите. Едно прашање што ми се наметна низ разговоров, пред малку споменавте дека можеби кога е туристичкиот сектор во прашање, голем дел од луѓето од кај нас заминуваат во соседните земји или можеби некаде подалеку. Дали овој закон ќе подразбира дека може да се ангажираат странски државјани, односно странски лица во нашата држава да извршуваат некаква сезонска работа? Дали веројатно една од дилемите на компаниите или не знам угостителите можеби е и тоа? Така, да, тоа е една точка која се отвара постојано на инфосесиите. Законот предвидува и е наведено дека може и странците да бидат работно ангажирани. Тој мал сегмент е се уште во обработка, би рекла, бидејќи го вклучува и МВР, но да, ќе се даваат услови да може да се ангажираат и странски лица. Кои што имаат регулиран престој, да. Токму така. Законот, кои што имаат регулиран престој за работа и дозвола. И еве сосема за крај, која би била вашата порака до граѓаните, до бизнис секторот, до сите оние кои што на некој начин се, нели, секако засегнати со овој нов закон кој што веќе е имплементиран кај нас? Моја порака би била да се информираат соодветно, да проверат кои се можностите кои што ги нуди овој закон и да пристапат кон фер ангажман. И јас би се согласила со Кристијан и навистина ги повикувам и работодавачите и работно ангажираните лица да ги отворат понудените веб страни АВРМ, да се информираат и да не отстапуваат заради одредени дилеми во примена на законот. Фер ангажман е навистина фер ангажман. Ви благодарам, навистина беше ова пријатен разговор, едукативен. И нели се со цел овие информации да стигнат до што поголем број на луѓе кои што верувам дека ќе бидат засегнати со овој закон и навистина е убаво вака низ медиумите на релевантен начин, кога имаме нели релевантен извор да стигнат информациите до вистинско место за да нели имаме што поголем број на луѓе кои што ќе се препуштат на законот. Ви благодарам на поканата. За разговорот.